Јас сум Жаре, тука е Сара и денеска во Витка Сара што имаме? Па ништо, едва и дојдов овде, искрено. Па, да си 15 одиме. минути, па ајде да си одиме. 15 минути не можев да стигнам до тука, Жаре. Имаше премногу гужва. Премногу гужва. Да. Имаше секаде автомобили, не можев никако да стигнам до моето работно место во моментов. Така, значи сепак ти беше оневозможена да дојдеш на време и не се правдаш ради реда, него тоа е вистина. Не, на вистина е вистината тоа. Да. Скопје секогаш можеш да се оправдаш дека не можеш да стигнеш на време, бидејќи има премногу гужва. Да, и секогаш можеме да речеме дека тоа е заради многуте згради или ради, не знам, несредените гупови дупови или заради тоа што премногу се работи нешто, нели сега во ниедно време мораат да прават, не знам, пати што и да е. И голем дел од тоа можеби е лобирање, можеби не е. Ама ја имаме Сара да ни каже дали е или не и што е тоа лобирање. Сара Симовска е архитект. Сара, здраво. Здраво. Ќе забележи дека никој со никого не се поздравува и поприлично лошо изгледаме, бидејќи немаме ни шминкер, ни фризер, ни ништо. Тоа е заради мерките. Ова, бидејќи ова ќе го гледаат и понатаму. Замисли после 5 години некој ќе го гледа и ќе рече шо им е на луѓето со косава. Па веројатно сите ќе го преживеат овој момент, да се надеваме. Да, а може и ќе стане мода да се вакви луѓето. Не, треба сега do it yourself, тоа е. Тоа е DIY е Да. новиот хит. Сара, ќе ни кажеш за лобирање полно работи, ама ајде да почнеме прво од некои основни факти како лобирањето кај нас постои некако во формално некој формален однос или не? Го има како со други зборови во Америка на филмовите гледам дека многу е некако јавно лобирањето. Точно се знае кој за кого лобира. А вака, мислам дека искрено генерално сега се што се однесува на лобирање или да речеме на искажување некоја своја идеја кон властите или кон оние кои што може да направат некаква промена за нешто, конкретно за градот или за просторот. Мислам дека генерално сега тоа се случува преку социјалните мрежи најмногу и заради тоа мислам дека е многу подобро во однос на порано. Значи јас секогаш сум оптимист околу овие прашања, кои ми речат се е тапа кај нас, никој не кажува што мисли, искрено јас немам таков впечаток, затоа што јас верувам дека сум од една генерација која што многу од моите луѓе околу мене кажуваат што мислат и веќе сме сведоци на некакви промени како резултат на тие искази на мислење. Меѓутоа, се уште нормално не е тоа во пол некако што би можело да биде, меѓутоа смина некаков правец. Сега, тоа лобирање, мислам, во некакви закони постои, меѓутоа не можам да кажам со сигурност колку се зема во предвид, затоа што секој случај е различен, секоја општина е различна, секој град е различен и така натаму. Така што генерално тоа би бил мојот став, дека сме на некаков пат кон такво лобирање. Са што значи тоа? Пошто знаеш, викаш различно е во различни градови, е различно, пример. Па сега мораме да го конкретизираме, да зборуваме за некаква тема. Сега конкретно би го земала примерот за случајот со локацијата Треска, кој што беше актуелен пред еден месец, каде што голема група на архитекти се кажа свое мислење, превзема иницијатива, влезе во советот на општина Центар, кажа дека може да се направи подобар план од тој што е донесен, што значи дека тоа е според мене добар знак дека веќе има некакво лобирање од страна на професионалната фила, поддржана од граѓаните за промени во општината. Сега исто така се отворија многу јавни дебати и слично. Не велам дека тоа е крај на целата ситуација, треба многу посилно подлабоко, меѓутоа е некаков пат кон процесот на лобирање од страна на професионалците и од страна на здруженијата на граѓаните кон правење на промени за подобрување на нашите градови. Меѓутоа не знам дали во општина во Битола се случува истото, така што не можам да генерализирам дека секаде лобирањето функционира исто. Па добро, до каде е лобирање, од каде настанува корупција, на пример? Па, ова исто така мислам дека се разговара. Добро прашање. Мислам дека не. Сега јас пак ќе речем, јас не сум експерт за корупција, јас сум архитект, така што јас би сакала секогаш од моја страна да го кажам тоа. Ние мораме да земеме предвид нашата култура,
и размерот на нашата земја, тоест дека ние сме 2 милиони луѓе и дека сите со сите се знаат и дека многу често сите го знаат тој што е на позиција, мислам, или многу луѓе го знаат тој што е на Така. позиција и малте не доаѓа природно да му се јавиш на телефон и да побараш нешто што ти треба. Така што мислам дека тука е многу тешко да се разграничи кога е корупција. Претпоставам корупција е кога тој што има власт добива бенефит од тоа. Мислам, тоа е логично. Меѓутоа треба да се земе во обзир и многу често тие што се донесители на одлуки велат ние ги застапуваме граѓаните велат сакаме станови за децата, не сакаме зелени површини. Меѓутоа тоа е една мала група на граѓани, сепак треба многу е тешко да се разграничи, меѓутоа сметам дека за да не биде корупција, за да биде лобирање, треба да се направи една поопширна анализа, значи да не се земе во предвид само група на граѓани кои што рекле нешто, туку да се земат група на граѓани, професионалци, поширока област, истражувања, компарација со како се постапило на таква локација во Европа или во светот и така натаму. Значи, ама каде е најголемиот притисок? Дали градежните фирми, например, им прават притисок на власта или можеби народот прави притисок на власта? Каде се случува, мислам... Или сите прават притисок во интерес за себе? Веројатно да, каде е интересот? Мислам дека ние многу делуваме на индивидуално поле, тоест секој го интересира што него му е најдобро и забораваме дека го забораваме колективното добро, тоест дека сме дел од еден систем. Значи јас ако имам парцела, таа парцела не е Бора остров во Атлантскиот океан кој што е изолиран од целиот свет, меѓутоа таа е дел од еден систем кој што има соседи и кој што функционира. Така што не можам, мораме да го сватиме тоа и мислам дека, тоест, сигурно сум и се надевам дека како ќе се развива понатака градот и земјата, дека ќе се движиме кон тој правец, да го чувствуваме тој колективитет и одговорност за целиот град. Сам знаеш, кога ќе речеш систем, не може да не спомнеме дека прво треба да има државен систем за секакви други системи. Знаеш, од аспект на ако е убаво регулирано правно, овој легалниот аспект, ако е добро регулиран и се почитува, можеби уште полесно, условно кажано, ќе им биде на луѓето да функционираат како колектив. Ама кога гледаш дека системот сам по себе не функционира, тогаш не сум адвокат, нечив се знаеш адвокат на Гавела тука, ама можеби во такви моменти си уште по ти engaged да делуваш во само личен свој интерес. Бидејќи гледаш дека системот не го брани колективитетот и ги наградува таквите, и си викаш па тогаш што ја не сум будала да ја си се заштитам. Така е. Знаеш. Нормално. Али кога сме кај тоа, каков е системот па у други земји? Еве да речеме сме блиску до влез во ЕУ. Пример, ќе се смени нешто во закониве за лобирање кај нас? Ќе бидеме приморани да менуваме нешто? Пак ќе се вратам на генерацијата наша и мислам дека генерацијата околу 30 години е еднината на оваа земја и тоа се луѓето кои што ќе купуваат станови, кои што веќе прошетале во Европска унија, кои што веќе ја гледаат на интернет, кои што веќе знаат што е хамбургер, што е лосос. Значи може да направат разлика и никој не сака да живее во стан кој што гледа во другиот стан. Така, значи и тоа ќе го сватат и политичарите и овие инвеститорите ќе сватат дека они градат за потрошувачите. Значи луѓето сега тие луѓе веќе имаат вкус, значи тие луѓе вежбаат, се изхрануваат здраво, ќе сакаат да живеат во убав град и во убав стан. Така што мислам дека полека како се менува свеста на побарувачката, ќе се менува свеста и на тоа што се нуди на пазар. Мислам, пак е тој некој пазар. Се да речеме, иако лобирање има за све, да не се сватиме погрешно дека како само градежници се на мета или ваму таму, нели во политиката пред се интереси медиуми, if you will, значи дури тоа како ќе се бидат регулирани медиумите исто има лобирање. Нели телевизиите условно речено стегаат поише да биде на нивна страна законот, интернет медиумите да биде на нивна страна, музичарите сакаат поголеми права за нив и повеќе пари да одат према тантиеми и така натаму. Значи секој може за се да лобира. Ама некако, пак ќе се навратам на филмовине, нели она што го гледаме барем во Америка или слично, каде што е многу јасно, ми делува поферски некако,
кога се гледа дека Жаре стои за тоа и точно е дека донирал на таа и таа кампања толку и толку пари или што и да, и некако полесно и самите новинари и истражувачите можат да ги поврзат коцките. А кај нас бидејќи сме како во некоја сива зона, ми делува, знаеш, уште пои тешка работата да видиш кој работи во чиј интерес. Знаеш, малце е така, нели сите работат во интерес на граѓаните. Yeah, right. На граѓаните, точно. Така да, што мислиш околу тоа, знаеш, дали пример ако ги промениме законите кон начин да биде малце тоа по-рестриктивно, тоест да се знае лобингот како лобирање кој во чиј интерес работи, дали можеби ќе помислат луѓето два пати пред да направат нешто, знаеш, бидејќи јавно ќе биде нивното име пишано. Да. Јас мислам дека тука игра важна улога критиката. Значи, имам колеги во Словенија, на пример во Словенија ако направиш зграда, најнаш се појава архитектонска критика која што ги објавува сите планови на интернет и пишува што све е лошо направено и буквално, значи, не мора секогаш законот тебе да те казни парично или слично. Во странските земји врлиш пикавец на улица, човекот ќе ти рече што правиш. Така што никогаш и таа култура на критика, мислам не сега хейтање, него професионална критика, зашто е лошо направено, дали во архитектура, дали во филм, дали во музика, така значи една критичка сцена која што ќе направи критика за кој што направи. Ќе биде незгодно ако прекјутиш, Ќе размислиш. Значи правно законот нас правно не е регулиран така како што треба за лобирање. Меѓутоа проблемот е свеста на граѓаните. Како заклучок би дошло или односно не наоѓањето на начин каде може да се поинтира притисокот, да речеме, и каде се случува корупцијата, за да има вакви градби какви што имаме сега, така. Замижуваме, така. Па да, јас мислам дека делумично е така. Закони постои, меѓутоа мене ми е смешно сега ние слепо да гледаме во законот, но таму имаше на свест кој што знае што е добро, што не е добро и колективна свест за што е добро и што не е добро. Еве, ти работиш во Скопје како архитект, така, кој ти е предизвикот во Скопје да работиш? Мислам, ние знаеме каков е урбанистичкиот план на Скопје, знаеме колку во минатите години никако бил злоупотребен градот. Колку мислиш дека може да се опорави тоа и дали доколку влеземе во Европска унија, градот може да добие во однос на урбанистичкиот план никакво си подобрување? Вака, значи јас сум заљубена во Скопје, да се разбереме, без разлика што и да се случува, за мене тоа е предизвик. Јас студирав во Италија, моите магистратски ги завршив таму, меѓутоа сум работела и работев во Русија и така натаму, меѓутоа колку и да си во некоја друга земја, ти си аутсайдер и никогаш не можеш да имаш не знам, значи тука моите родители пораснале, ми раскажувале приказки, моите баби дедовци, едноставно имам меморија историска за градот. Така. И чувствувам некаков сензибилитет за секој простор. И без разлика каква е ситуацијата, никогаш нема да бидам тапа, тука се него баш it's my time to change it. Заради тоа сум архитект, јас сум доктор на градот, ние сме доктори на градот и ние мораме да го лечиме, значи да ги наоѓаме проблемите, да наоѓаме решенија, тоа е предизвик за нас. А мотивација од кај ја влечеш? Да, и тоа мене ме интересира. Кај ја влечеш? Не знам, едноставно. Што те мотивира? Многу луѓе ме прашуваат, добро, Сара, како не се откажуваш, ама едноставно не знам. Тоа е. Што прават, ајде да видам твоите фактички, кој е бекграундот нивен? Сега малце да дознам за тебе. Од архитектонски аспекти, татко ми и дедо ми се архитекти, јас сум трета генерација, прва жена. Али генерално другите се наставнички професорки. Да, ама како и да е, да, сум пораснала некако со тоа и мрежано во мене, така што јас живеам со архитектурата, не го размислувам да како посебен дел. Кој ти е најрано онака искуство или сеќавање кај што градиш зградички? Имаш нешто тако? Кога дете играше така да правиш? Глупо прашање, ја на пример песо која од многу мал. Нели обично кули така прават? Да. Ја чече фудбалски стадиони правев увек, не знам зашто. Многу ми беше кеф да си правам стадиончиња. Како не стана фудбалер, Жаре. Не се рефлекторчиња дури. Имаш некој такво сеќавање дека си била фасцинирана, кај куќа ќе направам или нешто? Не се сеќавам најискрено, не се сеќавам. А кога си рече ќе се запишам дефинитивно на тоа? Па нешто. Дали ти беше мора и не, дедо, не, тато, не, тоа? Не.
се мисла помеѓу електроархитектура, затоа што бев добра во математика, ама бев добра и во цртање. И сега архитектурава не е скрос уметност, ама има и техничка вредност и така некако. И искрено не, во ниеден момент не сум се... Си знаеше дека тоа Да, е тоа? да. А со Италија како дојде моментот? Завршив 4 години тука, подидов на магистарски во Италија. Мислам, секогаш сакав да отидам на магистарски во странство, тоа ми беше, не знам, цел. Во Италија кога студирав, значи не научив само од факултетот, него сите тие настани, дизајн уик, милион предавања на странски архитекти, практично лајфстајлот учиш многу работи постојано. И така што мислам дека е многу битно да шеташ и така натаму. Топ 5 да речем, некој не мора да се 5, нека си 3 или колку сакаш работи кои што ајде да земеме нека е Италија, иако било која европска земја. Што е тоа што го гледаш таму и би сакала да го видиш тука за извесен период, не знам, за 20 години. Знаеш, на кај да се менуваме според тебе лично, ако тебе ти се даде власт некаква да може да бираш работи, што би превзела од таму да ставиш тука? Пешачки улици. Што значи тоа? Например, Цела улица само за цела Девармало би го направила пешачко да. така. Нема кола, нема кола, забранети коли ако влизаш. мопеди така 100 евра работи смеат? казна и да. Моторчиња може? Да, може се што е електрично, се што е slow mobility. Значи што или што работи на електрично, што не троши, значи што не загадува. Тоа да, меѓутоа би форсирала на пешачки улици и би работела на менување на навиките на луѓето, значи не да правиме повеќе катни гаражи, него намалување на навиките на луѓето да користат автомобил. Тоа е многу битно, затоа што ние ќе се отепаме од градење катни гаражи, луѓето ќе купуваат втора кола, трета кола, четврта кола, мислам. Скопје не е толку голем град, сите можеме со велосипед или со тротинет да се движиме. Други, да речем, земји освен Италија, кои ти се вака Словенија. пример? Словенија? И мислам дека треба сите да ја гледаме како пример, затоа што и големината на земјата е колку нас, 2 милиони, екс-Југославија, значи мислам дека е совршен пример како ние треба да се развиваме, ништо повеќе. Значи само копи-пейст треба да правиме. Буквално да не. Аз сум чула дека во Љубљана, на пример, има многу сериозен закон во однос на проширување на градот и во однос на градење на нови згради, дека е стварно многу тешко да најдеш место каде да живееш и да купиш стан, и дека има одредена регулатива, ако сакаш да купиш стан, дека мора не знам каква документација или да изведеш дека си граѓанин на градот за да можеш да живееш таму. Знаеш нешто повеќе за тоа, и бидејќи ја спомна како референца Словенија или Љубљана? Уни генерално, значи, прво што има дефинирано ширењето на градот со зелен појас, до тука и точка. И сега имам многу исти колеги од таму кои што, например, живеат во Крањ, тоа е на 45 како во Куманово. Се форсира тоа да живееш во околните градови на градот, а например да работиш во Љубљана, тоа е секаде во Европа. Автоматски се развиваат и другите градови на земјата, например Тетово и Куманово би биле супер подградови на Скопје за луѓе да живеат, студенти да живеат, не мора да доаѓаат во Скопје да живеат, може да живеат таму, да студираат во Скопје. Значи се децентрализира фактички и тоа е добро веројатно и за економијата на државата. Да. Така што тие мерки се многу битни за Скопје. Скопје не може само без околината. Ама, знаеш, реални да бидеме за некои работи, не верувам дека ни таму се имуни на моментот да дојде некој си руски олигарх, онака и да плюкне не знам колку милиони. Верувам дека и таму малце ќе потклекнеат и закони и политика. Сакам да речам, дали сметаш како мене дека сегде во светот, ако со други зборови нели не е работата, се има цена. Знаеш, па дури некои искривување на законите, ако доволно многу пари се дадат на властите, бидејќи пази, тука има разни форми. Нели, може да речат, слушај, вие знам дека имате голем државен проект, а слаби сте во моментов со не знам што. Се случува сегде тоа ни светот. Сега ја ги земам во Русија, не баре се некои лоши луѓе, не знам што, ќе не мислев на тој начин, ама оние богаташи, да речам, што се од тој обем, имаат начини како да ги изиграат законите, дури во земји многу посредени од нашата. Не би сакал, барем ова е мое мислење, знаеш, луѓето да си речат, што викаш ти, кај нас се тапа и само кај нас може да се криват закони, а земји како Словенија или Австрија или нешто се имуни па на тој тип на работи. Искрено, јас мислам дека не е баш така, можеби за Црна Гора зборуваш.
за Русија и за нивното крајбрежје кои што имаат тој проблем во ред. Меѓутоа во Италија знам луѓе кои што не можат да купат ништо. Имам колешка од Тунизија која што е многу имотна, која што сакаше да купи. А се добро, она не сака да изгради, меѓутоа сака да купи стан, не може едноставно. Не може. Женка сака тука да Не, во Италија. Во Италија, таму сака. извини. Беше колешка во Италија. Сакаше да купи стан. Не може доколку пример услов имаш 5 години да живееш, не знам, милион. Не може ти само имаш пари затоа што така кинезите и арапите ќе им ја купат цела Италија. Сваќаш, затоа што секогаш имаат повеќе пари од италијаните. Значи, секогаш го ставаат интересот на своите луѓе пред другите, без разлика колку пари имаш. Така што сигурно ќе имаш шанса да инвестираш во земјата, меѓутоа за тоа ќе седнеме и ќе разговараме и ќе најдеме начин како да ги заштитам моите граѓани. Значи, тие да имаат карт бенефит. бланш, можеби како во други земји, него има преговори. Па сигурно. Не дека- Фала Богу. А на други места е сепак карт бланш, знаеш, реално. Па не. Пази, земји и Лондон е таков. Арапите во дел овие богати шеици и слично си има, значи во најубавите делови практично се е нивно. Како Белгравија, како најскапите делови, онака, Да. и таму се дојдени. Русите, да речам на не знам дали омилена, ама исто голем дел почнаа во нели UK да купуваат од тој аспект работи, но можеби точно ова што го викаш дека да, ќе ти продадам, само чекај да видиме под кои услови. Чекај малку, дај Да. Еве конкретно само извина додам во Италија на пример ако купиш некоја куќа која што има некакво историско значење, а таму 70% имаат историско значење, значи ти во интериерот не смееш да смениш ништо, без разлика дали си италијан, без разлика дали си значи русин, араб, Да, било што, да. колку и пари да имаш, сите пари да ги имаш, Македонец со многу пари, па и Да. такви има, да. сите пари на светот да ги имаш, ти не смееш фреската да ја тргнеш. Тачно, Така што тачно. сепак си има правила, не е до толку апсолутно не е до толку, да. Да. Добро, окей. Спомнавме, значи, за овие, кажи ми, скандинавски земји, што мислиш за нивна архитектура, малце се различни тие, нели? Многу ми се допаѓа што работат со дрво, јас многу сакам да работам со дрво, затоа што дрвото е најеколошкиот материјал, иако звучи контрадикторно затоа што се сечат дрва, меѓутоа во процесот на изработка на дрвото за градба и мебел не се загадува никако природата и има брзо растечки дрва, значи плантажи кои што се садат Дрва специјално за тоа, специјално значи. за тоа, значи се садат цело време. А не дека ќе дое борот да ми Не го дека во исече. парк ќе отиде и ќе исече дрво. Така што таа индустрија е најчиста индустрија, нема никакво загадување ниту отпад. Така што многу ми се допаѓаат и би сакала ете можеби кај нас повеќе да се користи дрвото, веќе прават и висококатници од дрво и слично. Да. Да. Тоа е малку и како источните држави, мислам поше азијски држави. да. Азија има доста, они користат нивната архитектура е таква цела со дрво. Да, Јапан и слично. Да. Што можеш да им препорачаш на луѓе, пример, Абстракт може на Netflix ги гледаш, онаа серија, не ја знаеш? Не. Абстракт многу е. Сакам да кажам што би им препорачала на луѓе што се може заинтересирани како тебе за архитектура, дизајн, што да погледнат, некој документарец да имаш интересен да предложиш. Па може од Бик да го гледаат еден архитект. Генерално за сите архитекти може да гледаат филмови, чисто да ги инспирираат, затоа што ете така да чувствуваат малку, многу е битно и архитектите малку да cheer up, као да имаат надеж и да се чувствуваат позитивно. Нешто друго као книга или некој било што тој аспект што тебе ти оставило, знаеш, печаток. Генерално гледај си за себе, онака, ова Да, беше многу јако, ќе го споделам. Може од Јан Гел книгите, значи Јан Гел е еден дански архитект кој што сега направи проект за Рекорд улицата кај нас. Значи Да. градот Скопје го има најмено него. Да, он се занимава со пишачки улици. Ќе ни кажеш за ова? Сакам Мислам, да- јас не сум вклучена никако во проектов, меѓутоа знам за ова дека се работеше и се надевам дека тоа ќе биде една добра позитивна работа за нашиот град. Усвоено е за Јас имплементација? не мога да кажам. Ексклузива! Интересно. Рекорд се менува! Па не, ама нема никакво лошо, мислам дека. Мислам, тоа имаше работилница која што беше објавена на интернет со Јан Гел беше овде. Генерално, да, тој работи, например, на пешачки улици во сите градови, им помага на градовите да направат пешачки улици, да. Што те нервира највише у Скопје? Да. Знаеш, пример, едно нешто, сакам да ми пинпоинт. Пример, галиите у Вардар многу ме изнервира. Нешто така, што има едно нешто.
Да. Добро, друго. Еве сега ги вадат, така што... Живеам. Дури еднаш кога сум била на внатре. Да? Пловеше Па, овие? мора да отидеш кај непријателот да Точно, видиш точно, како да. е. Keep your enemies Најмногу ме closer. нервира застанување со кола на партизанска за да пиеш кафе или слично. Тоа ми е апсолутно немање одговорност и чувство за колективност. Но тоа е секако свест на граѓаните. И ова би сакала да те прашам во однос на инфраструктурата, например во Скопје, во однос на другите градови. Ние тука немаме јавен превоз кој што е пристапен, да речеме. Така, автобусите се побавни многу од колите и многу често е гужва и стварно невозможно да се возиш со автобус за да стигнеш на време никаде. А имаме примери во Европа каде што се користат метроа, трамваи, се што. Дали мислиш дека нешто такво ни Иако му фали тој на трамвај Скопје? више од 30 години го градиме. А, да, веќе го градиме тој, да. Мислам, и метро правиме исто 50 години. Метро мислам дека не можеме да направиме. Секој 2 години се најавува ново метро. Тука нешто. Јас генерално користам автобуси и точак, не Мгм. возам кола. Тоест велосипед, меѓутоа точак мислам дека е совршен збор. Да. Тоа и затоа на точак групата, која што е гениална група. Одлична е. Да, Мм. да, да. Мислам као движење Од одлично. движење, да. Така што, да, во ред, мислам дека по партизанска е окей движењето. Сега има проблем во пократката страна, например по Рузвелтова, во тој правец нема автобуси, можеби тука треба да се воведат некои мини бусчиња и слично. Исто така велосипедските патеки по партизанска се супер, меѓутоа има проблем во кога ќе влезеш во населбите. Иако има и подобрувања, мора да кажеме. Дефинитивно. Знаеш, пред 5-6 години до сега, Апсолутно, апсолутно и многу повеќе луѓе, значи се случува да застанеме на пешачки 5-6 луѓе наредени со точаци. И така што пак мораме да бидеме позитивни. Ајде дечки, има промена, позитивно има не цело време да бидеме негативни. Меѓутоа секогаш постои простор за и можеби треба да се воведат електронски автобуси. Тоа е електрични, извини. Значи имаше некои автобуси, електронски автобус ми се допаѓа. Замисли како би бил тој. Да, да. Дигитален Да, автобус. електрични автобуси кои што мислам дека имаше некој, ама не сум сигурна Купи ја еден. што се случи. Са по дали тој. се вози или не, извинете, не знам И точно. треба да Да, господине ми се допаѓа. Браво. Ја не сум го видела. Еднашка само Ете го има видено. Да? Петка. Не сум го видела, не сум Петка. информирана за ова искрено. Да, Ами, да, да. Све у аеродромот. А дали мислиш на пример ако имаме плюс трамвај дека ќе се намали гужвата? Со коли. Не знам, тоа треба да се направи истражување, не би сакала да фрулам за Види, јавито се е случаци. добре дојдено. Така. Чисто од Ако- нели она што го гледаме, кога ќе одиме, што викаш Лјубљана, кога ќе појдеш или Загреб, кога ќе појдеш или Рим, кога ќе појдеш или што и да е. Иако, нели, ја од моје искуство што сум шетал, поубава работа од метро нема. Тоа е Ама фантазија. не сме толку големи, Тоа е мислам, за фантазија. метро. Или па да се развие до толку свеста на граѓаните и да станеме Холандија и да користиме многу ми се точаци. допадна Така. Сара што рече. Да. Значи, убеден сум исто што кажеш, дека кога овие генерации ќе стигнат да бидат thought leaders и change leaders И имотно способни. имотно способни, Така. политички мокни, Да, да, да. мислам дека ќе биде многу подобро, освен ако не се искорумпираат во меѓувреме. Но тоа е нели работа на сите нас, како што кажа самата, кога ќе видам човек дека фрла од кола она ливче, хартивче, како што видов денес и ништо не му реков. Иде да го земам и да му го вратам назад. Сега ми е криво, знаеш, да, после овој муавет. Многу ме инспирираше Да. сега. Да, Баш ми е сега драго. ќе пристапам до насилство, слева се шал. Супер, фала ти да не сакаш нешто да ни докажеш за крај. Драго ми е што генерално и вие организирате вакво видео и тоа е еден доказ дека и лобирањето и дискусијата се придвижува. Значи јас искрено кога слушам дека Жаре како води интервјуто бев Свика, што изненадена, мајка бара? затоа што сум навикната дека само со естрадни уметници правиш. Супер. Тоа е имиџот што сакам да го имам. Така што ми е драго што овие теми стануваат популарни. Тоа е многу битно. И тоа е чекор. Тоа е целта. Чекор повеќе. Тоа е целта, да. Да. Супер. Фала ти за твоето гостување и се надевам дека повторно ќе се видиме. Да, окей, значи Витка СМК ја имате Сара и уште други 9 епизоди кои што се веќе излезени и гледајте си ги на vitkas.mk, гледајте на YouTube, кај сакате ќе не најдете. И тоа е, значи сега чим стигнавте до овде, чим изгледавте, пушти уште една епизода па. Па веќе. Се гледаме.